Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. Не впрегнувајте се во нееднаков јарем со неверниците. Впрочем, што има заедничко праведноста со беззаконието? Или какво заедништво има светлината со темнината? Втора книга Коринќани, 6 глава, 14 стих. Дали некогаш сте се запрашале зошто луѓето стапуваат во брак со никаквеци? Зборувам за ситуација кога една личност стапува во брак со некого кој воопшто не ја заслужил, некој што ја третира другата личност неправедно или во никој случај не е соодветен за таа врска. Тоа се случува. Стапи во брак на брзина, но ќе се каеш и во одмор, кажува старата поговорка. Не зборувам за некој кој е убав или згоден и стапува во брак со личност која никогаш не би победила на надпревар за убавина. Тоа не е она за која зборувам. Убавината првенствено доаѓа од внатре. Карактерот и интегритетот се вредни квалитети кои одат подалеку од надворешниот изглед. Зборувам за личност која стапува во брак со алкохоличар кој не може или не сака да престане да пие, или за девојка која се мажи со дечко која злоупотребува физички или емоционално. Зборувам за ситуација во која љубезноста и љубовта се пресретнати само со злоупотреба и презир. Ваквите поединци стапуваат во брак, мислејќи дека сето ова ќе се промени откако ќе влезат во брак. Точно, такви бракови никогаш не треба да се случуваат, но тие се случуваат и се развиваат ситуации во кои е тешко да се живее. Понекогаш луѓето импулсивно стапуваат во брак, оценувајќи го карактерот или позадината на личноста нереалистично. Понекогаш луѓето се мажат или женат со размислување дека подоцна можат да ја променат другата личност. Иако е точно дека истражувањата докажале дека љубовта е моќен фактор кој може да го мотивира лицето да го промени своето однесување, подеднакво е вистина дека луѓето често завршуваат со губитници кога мислат дека другиот ќе се промени во бракот. Само Божјиот свети дух кој работи во нашите животи, навистина може да го смени однесувањето. Во други случаи, луѓето се мажат или женат за некој што не им е достоен, бидејќи нивната самодоверба е толку сиромашна, што мислат дека не заслужуваат подобро. И се разбира, некои направиле лош избор на партнер, мислејќи дека можеби нема да имаат друга шанса. Без разлика на тоа зошто луѓето стапиле во брак, останува фактот дека бракот не ги менува луѓето. Бракот само го истакнува уште повеќе она што е внатре. Дозволете ми да се изразам на начинот на кој често го правам тоа кога советувам некој пар пред бракот. Им велам, како што е сега, така ќе биде и подоцна, но уште повеќе. И што значи тоа? Како што е сега, како што стојат работите пред бракот, така ќе биде и подоцна. Такви ќе бидат работите и откако ќе влезете во брак. Но уште повеќе. Каква е личноста сега, тој или таа, ќе станува само повеќе од тоа, без разлика што представува тоа. Размислувам за една млада жена која беше свршена пред мажење. Таа рече со тага: би сакала да можеме да се молиме заедно, но мојот свршеник не сака да се моли наглас. Бракот не го менува тоа. Ако некоја личност оди во црква со многу безволност пред да стапи во брак, истата ќе оди со уште поголема безволност потоа. Ако личноста постапува кон партнерот со непочитување или злоупотреба пред бракот, под свадбата таа злоупотреба ќе се зголеми. Се разбира, оваа вистина се однесува и за обратното. Кога некој е љубезен и полн со љубов пред бракот, тој или таа подоцна ќе покажуваат уште повеќе од таа љубезност и љубов. Вистинската љубов го истакнува најдоброто во оној кој покажува грижа и внимание пред бракот. Што можете да направите за да избегнете да влезете во брак со никаквец? Реално, оценете го она што го гледате сега, а не она што се надевате дека ќе го видите подоцна. Погледнете го семејството на оној со кој размислувате да стапите во брак. Запрашајте се, дали би сакала да бидам третирана како што неговиот татко ја третира неговата мајка? Сватете дека наследноста е моќна сила која не е негирана од романтиката и бракот. И на крај, она што може би е поважно од се друго, одвојте време да го прашате Бог јасно да ви ја покаже неговата волја и да го потврди, негативно или позитивно, неверојатно важниот чекор што треба да го направите. Тоа е единствениот сигурен пат кон среќата. Што току го слушнавте, доктор Харолд Сала, во овој коментар за животот.